Деловната способност е способност која што едно лице ја стекнува со полнолетство, односно со наполнување на 18 години возраст. Деловната способност значи дека лицето е способно самостојно да изрази својата правно релевантна волја, односно да стекне права и обврски или да бари исполнување на тие права и обврски пред надлежни институции. Например, лицето се стекнува со деловна способност и на тој начин е способно самостојно да склучува или укинува договори, се стекнува со избирачко право, може да располага самостојно со сопствен имот, може да побарува пред надлежни институции, органи, исполнување и заштита на своите права, одлучува дали ќе го продолжи своето високо образование и така натака. Како се стекнува деловната способност со наполнување на определени години возраст, исто така може малце задоцнато да биде стекната, исто така може да биде ограничена или целосно или делумно одземена, како и во определени случаи никогаш да не биде стекната, а исто така како може да биде одземена, така може да биде по определен период, под определени услови и вратана. Деловната способност целосно или делумно ја одзема надлежен суд во вонпарнична постапка, и тоа по службена должност ја поведува таа постапка по предлог на надлежен центар за социјална работа или по предлог на некое лице кое што живее во трајна заедница со лицето чија деловна способност се одзема, како што е на пример брачен другар, родител, дете, брат, сестра, дедо, баба, внук, внука и така натака. Меѓутоа, за да се одземе целосно или делумно или да се ограничи деловната способност, потребно е да бидат исполнети определени околности, точно предвидени во законот, кои што се врзани за лицето чија деловна способност се одзема, како што се на пример душевно заболување, слабоумност, употреба на алкохол, употреба на дроги, наркотични, нервни отрови, психотропни супстанции и така натака, кои што сами по себе даваат впечаток дека лицето не би можело да ги самостојно да ги исполни, да ги оствари или да ги заштити своите права и интереси. Во ваква ситуација судот кога одлучува дали да ја одземе или ограничи делумно или целосно деловната способност, мора да определи лицето да биде прегледано од двајца доктори, од кои што еден од тие доктори е специјалист за нервни и душевни болести и нормално тој преглед на лицето да му се направи во присуство на судија. Во секој случај кога судот ќе определи да ја одземе или ограничи деловната способност, ќе назначи старател кој што се грижи за неговите права и интереси. Во поглед на тоа кои права се одземаат на лицето кога му се ограничува или одзема деловната способност, многу е битно да разграничиме дали станува збор за одземање или за ограничување на деловната способност. Во секој случај кога е одземена деловната способност, лицето не може да превзема дејствија кои што значи било какви дејствија од правен карактер. Тоа за него го прави старателот. Многу пластично како пример, лице со одземена деловна способност би значало дека се изедначува со лице од 15 години, малолетно лице, дете од 15 години, кое што само по себе би значило дека не би можело нормално све да превзима како возрасен полнолетен граѓанин. Например, малолетно лице од 15 години му е ограничено изборното право, некој друг пластичен пример не би можело самостојно да управува со моторно возило, меѓутоа како една паралела што би можело да прави малолетно лице од 15 години, односно лице со одземена деловна способност изедначено со лице од 15 години е да склучува договори за вработување, за извршување на определени работи кои што не се штетни по неговата безбедност и по неговото здравје. Исто како пример што не би можело да прави лице од 15 години, односно лице со одземена или ограничена деловна способност, е да склучува купопродажни договори за располагање со сопствен имот, колку го има. Во вакви ситуации кои што само како пример ги издвои, бидејќи не можеме све да предвидиме што би можело да се случи нормално во секојдневниот живот, многу е битно да се знае дека старателот што му е поставен е тој што
се грижи за личноста на лицето чија деловна способност е одземена, се грижи за неговите права, интереси, сместувањето, неговото здравје и нормално старателот е тој што ги има предвид сите околности поради кои што се одземала или ограничила деловната способност и истиот тој старател се труди тие околности да бидат отклонети за да може лицето понатака самостојно да се оспособи за собствен живот и собствена понатака работа да обезбедува самиот за себе. Судот во вонпарнична постапка што го изрекол, што го донел решението за ограничување или за одземање на деловната способност, може по ист принцип да донесе решение со кое што деловната способност се враќа или доколку била целосно одземена, да ја врати во определен обем, значи делумно да ја врати. Предлог за судот да донесе вакво решение може да дадат самото лице чија деловна способност е одземена, неговиот старател или истите оние лица што ги спомнав што живеат во трајна заедница со него. Македонско здружение на млади правници до сега нема директно учествувано во постапка за одземање деловна способност, меѓутоа за таа разлика имаме доста добиено прашања од родители на лица и на деца со попреченост во поглед на можностите, во поглед на потребата, во поглед на самото значење на одземање на деловна способност на овие лица. Во секој случај тоа биле прашања кои што биле поврзани со идната екзистенција на лицата со попреченост или децата со попреченост по смртта на хранителот на семејството, кој што во најчест случај е поставен како старател на овие лица доколку се одзема деловната способност. И она што можеме да го заклучиме од досегашната работа, од досегашното правно советување на овие семејства е дека целата постапка за одземање деловна способност за нив е нејасна, долго трае и е навистина скапа за овие семејства кои што најчесто се семејства во социјален ризик.